На 26 и 27 февруари во инфоцентарот на Пониква се одржа работилница за разгледување поволен модел за управување за идното и заштитено подрачје Осоговски планини, на која учествуваа високи представници од релевантни министерства, општини кои гравитираат кон Осоговските планини, јавното предпријатие Македонски шуми и представници на други институции. Во рамките на работилницата беа презентирани модели на управување од соседните земји Република Бугарија и Република Србија, а беше истакнато од присутните експерти дека предпријатието Србија Шуме управува со 50% од заштитените подрачја во Република Србија, а исто така шумарскиот сектор, односно Асоциацијата на паркови во Бугарија, управува со пониските категории како категорија 5 заштитени подрачја. Моделот за управување беше дискутиран со сите клучни страни, а високи представници од предпријатието Македонски шуми изразија подготвеност да се вклучат како управувачи во идното заштитено подрачје Осоговски планини. Градоначалниците од регионот се изјаснија дека стојат за овој процес за прогласување на заштитено подрачје на Осогово, но заради ограничените капацитети, технички и стручни ресурси и ограничените финансиски средства, немаат капацитет директно да управуваат со заштитеното подрачје, пред се поради големината на подрачјето. При тоа се заклучи дека јавното предпријатие Македонски шуми се најпогодна засегната страна на која би се доделило идното управување, а истовремено тие истакнаа подготвеноста да ги прифатат предизвиците и да дефинираат структура што ќе одговори на задачата, пред се поради површините под шуми на просторот кој административно зафаќа 7 општини и заради моменталните ингеренции над шумските екосистеми, како и екипираноста со човечки ресурси и познавање на теренот. Во рамките на програмата за зачувување на природата во Македонија, во следниот период ќе треба да се спроведе кампања за идното на заштитено подрачје, серија на јавни настани и состаноци со сите засегнати страни. Целиот процес треба да кулминира со прогласување на подрачјето за заштитено со одлука на владата, а потоа и да се изработи план за управување на Осоговските планини како ново заштитено подрачје.